Добар ден, јас сум Весна Попушовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешниот час по природни науки за трето оделение е од темата воведување сили и има наслов Отпор на воздух. На овој час ќе научите дека отпорот на воздухот е посебен вид на сила на триење и е сила која го забавува движењето на суштествата и предметите кои се движат во воздухот. Ќе истражувате како отпорот на воздухот го забавува движењето и ќе истражувате како формата на предметите и суштествата им овозможува да се движат побрзо. Што е воздух и каде се наоѓа тој? Воздухот не можеме да го видиме. Тој нема мирис, нема вкус и нема боја. Воздухот се наоѓа насекаде околу нас. Секоја празнина што не е исполнета со нешто друго, е исполнета со воздух. Него можеме да го почувствуваме во одредени ситуации. Воздухот го чувствуваме кога дува ветер, кога трчаме со вртелешка која се врти, потоа кога се ладиме со ладало, кога стоиме пред уклучен вентилатор, кога ќе ги отвориме сите прозорци и ќе направиме промаја, потоа кога се крламе, кога возиме велосипед, кога се лизгаме на лизгалка, во зима кога се скијаме или санкаме, кога се возиме со автомобил со отворени прозорци или играме со змеј и го креваме високо во воздухот. Тогаш ние го чувствуваме отпорот на воздухот. Во воздухот летаат птиците, например, штркот, врапчето, славејот, пајката, ластовичката, галебот. На анимациите се прикажани летањата на птиците. Каква е формата на телото на птиците? Птиците имат остар клун, тркалезна глава, вретенесто тело, кратка или долга опашка и подолги или пократки крилја. Формата на нивното тело е аеродинамична. Тоа значи дека лесно летаат низ воздухот, затоа што имат мал отпор на воздухот. И човекот сака да лета низ воздухот. Тој создал неколку различни воздушни сообраќајни средства. На првата слика е прикажан воздушниот балон, кој може да се крева во воздухот нагоре, да оди напред или назад со помош на топлиот воздух. На втората слика е прикажан еден од првите видови на авиони. На третата слика е прикажан цепелинот, потоа помал авион, едрилица, поголем авион, хеликоптер, многу голем патнички авион, ракета и вселенски шатл. Каква е формата на воздушните сообраќајни средства? Формата на авионите наликува на формата на птиците. Тоа значи дека и авионите имат аеродинамична форма и полесно можат да се движат низ воздухот. Но, за да можат да летаат авионите, потребни им се 4 сили. А тие се кревање, тоа е вештачка сила, отпорот на воздухот, која е природна сила, гравитација, тоа е природната привлечна сила на нашата планета Земја, и потисокот, вештачка сила. Кревањето е сила која овозможува нешто да оди нагоре. Таа е спротивна на гравитационата сила. За да полета авионот, кревањето треба да е поголемо од гравитацијата. Кревањето на авионот го овозможуваат неговите крилја. Отпорот на воздухот е сила која ги забавува нештата. Обликот на предметот ја менува силата на отпорот на воздухот. Поголема површина се судира со поголем отпор на воздухот. Гравитацијата е сила која ги влече надолу објектите. За да лета на авионот му е потребно нешто што ќе го турне спротивно од гравитацијата. Тоа значи нагоре. Тежината на авионот одредува колкава треба да е силата на туркањето. Потисокот
е спротивна сила на отпорот на воздухот, која го влече наназад. Потисокот е туркање на нешто за да се придвижи нанапред. Потисокот на авионот го овозможуваат неговите мотори, кои што се сместени под крилјата на авионот. На оваа анимација е прикажано летањето на авионот. 4 сили на летање му помагаат на авионот да се движи низ воздухот. Овие сили му овозможуваат на авионот да лета нагоре, надолу, да сврти налево, надесно или пак да лета побавно или побрзо. Авионот има аеродинамична форма која го намалува отпорот на воздухот. Човекот создал и други средства кои му овозможуваат непосредно да лета во воздухот. Тоа се падобран, параглајдер и делтоплан. Падобранот има кружна форма на крошна. Параглајдерот има правоаголна форма на крошна, а делтопланот има триаголна форма на крошна. Човекот може да лета со нив, користејќи ги воздушните струи. Кога човекот скока со падобран од авионот, пред да се отвори падобранот, тој паѓа со голема брзина, затоа што на него делува гравитацијата на земјата и има мал отпор на воздухот. Кога ќе се отвори падобранот, брзината на паѓање се намалува додека паѓа низ воздухот, затоа што воздухот се трие од површината на падобранот. Падобранот со поголемо платно ќе паѓа побавно од падобранот со помало платно. Така е, бидејќи поголемата површина што доаѓа во контакт со воздухот, има поголем отпор на воздухот. Кога ја гледаме оваа анимација, добиваме впечаток дека падобранот се крева нагоре, но всушност тој само го забавува движењето на паѓање, односно брзината на паѓање кон земјата. Испитување на отпорот на воздухот. За ова испитување треба да направите различни падобрани. На овие слики се прикажани неколку од нив. На првата слика е направен падобран од ткаенина, односно од марама. Вториот е направен од кеса за ѓубре. Третиот е направен од најлонка сечена во форма на круг. Четвртиот е направен од кеса од продавница за производи. И петтиот е направен од хартија, односно од салфетка. Што ќе ви биде потребно за да ги направите овие падобрани? Ткаенина, хартија, најлонка. Јаже, а може и конец, вуница, градинарски конец. Лепило, ножички, штипки и парички. Крошните на падобраните што ќе ги правите треба да имаат 3 форми. Треба да се во форма на квадрат, потоа правоаголник и круг. Нивната големина може да биде поголема или помала. Вие не мора да ги направите сите падобрани. Затоа треба да се договорите со другарчињата од оделението да се поделите на групи и секоја група да направи различни падобрани. Првата група треба да направи 3 падобрани, например, од ткаенина, што значи од ист материјал. Сите 3 падобрани, значи, треба да имат различна форма. Квадрат, правоаголник и круг. Втората група треба да направи 3 падобрани од 3 различни материјали. Ткаенина, хартија и најлонка. Но треба да одберат еден облик за крошна на падобранот. Изборот е ваш. Третата група треба да направи падобрани од иста ткаени, од ист материјал, значи или од ткаенина, или од хартија, или од најлонка. Но сега формата која што ќе одберете, треба да ја направите во 3 големини. Најголема, помала и најмала. Секој падобран на краевите треба да го врзите со иста должина на конец. Потоа конците да ги врзите во еден јазол, а на нивниот крај да ставите ист предмет. Може да бидат штипки,
парички или исти играчки. Што треба да направите и да одговорите? Секој падобран треба да го фрлите од високо. Треба да набљудувате кој најбрзо ќе падне на подот. Во исто време, со штоперица треба да ја мерите брзината на паѓање. Треба да откриете дали брзината на паѓање зависи од формата, големината или материјалот од кој што е направен падобранот. Потоа треба да одговорите кој материјал прави најдобра крошна на падобранот. Која големина на крошната прави најдобар падобран? Од каде го знаете тоа? Треба да ги забележите, односно запишите резултатите и да нацртате графикони. Например, столбец диаграм на кој на долната оска, хоризонталната, ќе ги заведите падобраните, а пак на вертикалната оска ќе го запишите времето на паѓање на падобраните. Споредете ги резултатите и споделете ги меѓу себе. Ова истражување може да го запишите во вашите тетрадки, така што ќе го нацртате падобранот, ќе го нацртате столбестиот диаграм и ќе ги запишите вашите забелешки. Брзо и лесно испитување на отпорот на воздухот ќе направите со употреба на 2 еднакви листови на хартија. Едниот лист свиткајте го, згужвајте го во форма на топка. Потоа, качете се на едно столче и од високо пуштете ги двете хартии. Кој прв ќе падне на подот и зошто? Одговорите се наоѓаат на сликите. Прв ќе падне листот хартија кој што е свиткан во форма на топка, затоа што има помала површина и има мал отпор на воздухот. А листот кој што е исправен има поголема површина и има поголем отпор на воздухот. За следното истражување ќе ви бидат потребни 2 тениски топчиња и еден од падобраните кои што го направивте претходно. Што треба прво да направите? Да го земите едното тениско топче и падобранот. Качете се на столче и пуштете ги од иста височина. Што ќе се случи? Мерете го и запишете го времето. За второто истражување, потребно е да го врзите едното топче за падобран. Потоа, во едната рака држете го едното топче, а во другата рака топчето со падобранот. Пуштете ги во исто време. Што ќе се случи овој пат? Запишете ги вашите забелешки во тетрадката. За овој час можете да направите и различни вртелешки со кои што ќе играте и добро ќе се забавувате. Овие вртелешки се имитација на семињата од некои растенија. Некои растенија своите семиња ги создале да имаат аеродинамична форма, така што ветерот ќе може да ги разнесува на големи далечини. За да ја направите оваа вртелешка, потребни ќе ви бидат ножички, хартија, спојувалка, линијар и моливче. Нацртајте ја шемата која што е прикажана на оваа слика. На црвените линии пресечете, а на испрекинатите превиткајте, така како што е прикажано на оваа слика. Потоа, уште еднаш долниот дел свиткајте го и ставете спојувалка. Ќе добиете оваа вртелешка, која може да ја фрлите нагоре или да ја пуштите од високо. Таа ќе паѓа надолу и ќе се врти како хеликоптерче. Втората вртелешка која што треба да ја направите е исто така имитација на семе на друг вид на јавор. За неа ќе ви требаат ножички, хартија во боја, хефталка и спојувалка. Земете 2 ленти хартија, долги 15 см и широки 2 см. Со хефталка споете ги на долниот дел. Таму каде што ги споите со хефталката, ставете и спојувалки. На горниот дел свиткајте ги
како што е прикажано на сликата на растојание од 3 см. Фрлете ги нагоре или пуштете ја од високо. Вртелешката ќе се врти вака како што е прикажано на сликата. Третата вртелешка е инспирирана од семето на глуварчето. За да ја направите, ќе ви бидат потребни ножичка, хартија, линиер, лепило и секако молив. Нацртајте ја оваа шема. Тоа е правоаголник со должина од 12 см и широчина од 10 см. Одсечете еден дел од 2 на 6 см. Тоа е овој виолетов дел. Потоа пресечете на црвените линии, а превиткувајте на сините испрекинати линии. Прво ќе превиткате на оваа сина линија. Потоа уште еднаш ќе превиткате на втората линија, ќе превиткате хоризонтално, ќе ги превиткате крилцата, а потоа и вертикално. Ќе ја добиете вртелешката прикажана на првата слика. Овој крај, кој што на шемата е прикажан со зелена боичка, треба да го залепите за другиот крај. На тој начин ќе ја добиете вртелешката прикажана на втората слика. Пуштајте ја од високо или пак фрлајте ја нагоре. Ако сакате да ја зголемите брзината на паѓањето, додајте неколку спојувалки на долниот дел од вртелешката. Последната вртелешка исто така е инспирирана од семе од природата, кое што има 3 крилца. За да го направите, односно да ја направите вртелешката, потребни ви се 3 ленти од хартија во боја. Секоја лента превиткајте ја на половината. Потоа, следете ги инструкциите прикажани на сликите, за да ја добиете оваа вртелешка. За да ви биде полесно, секој превиткан дел е означен со испрекината црна линија. И оваа вртелешка фрлајте ја нагоре или пуштајте ја од високо. Што научивте на овој час? Денес научивте дека воздухот дава отпор кога животните и предметите се движат во него. Отпорот на воздухот е сила што ги забавува суштествата и предметите кои се движат во него. Формата на телото на птиците и на предметите го намалува отпорот на воздухот што ги забавува. Оваа форма се нарекува аеродинамична форма. Аеродинамичноста е важна при движењето во воздухот. За птиците е важна затоа што им ја штеди енергијата потребна за летање. А пак на авионите им го штеди горивото потребно за да можат да летаат. Овој заклучок може да го запишите во вашите училишни или домашни тетрадки. Ако сакате да научите нешто повеќе, треба да одговорите на следните прашања. Зошто Вселенскиот шатл се загрева кога ќе влезе во атмосферата на Земјата? Зошто Вселенскиот шатл не се загрева кога патува низ Вселената? И како Вселенскиот шатл забавува кога слетува на Земјата? За да се проверите дали добро сте ја сватиле содржината од овој час, одговорете ја следната задача. Мартина се надпреварува во трка со велосипеди. Таа мора да помине 8 километри. Мартина е во добра форма и знае дека ќе успее да ја извози трката, но мисли дека отпорот на воздухот може да ја забави. Што треба да направи Мартина за да го намали отпорот на воздухот? Дел од одговорите на овие прашања се наоѓаат во сликите, но за целосно да ги одговорите, треба да побарате одговори на интернет, да прочитате, например, во детските списанија Другарче и Развигорче, да прочитате во енциклопедија или да ги прашате вашите родители. Во секој случај, забавувајте се и играјте додека ги правите падобраните и вртелешките. Ви благодарам на вниманието и довидување до следниот пат.